По шефот на дипломатијата Муцунски и премиерот Мицкоски изјави дека протоколите потпишани меѓу Скопје и Софија не се дел од преговарачката рамка на Македонија. Вели дека и покрај тоа, соседна Бугарија има целосно спротивно толкување со кое тврда дека и првиот и вториот протокол се дел од рамката, преку која имаат можност за блокада на македонските евроинтеграции. Апсолутно дека ние како влада го делиме ставот дека протоколите не се дел од преговарачката рамка, но за жал другата страна, односно бугарската страна тврди дека се тие дел и дека тие потпишале таков договор со претходната влада во кој што од претходната влада им било ветувано се и се што. Но ние како влада не цениме дека протоколите се дел од преговарачката, не треба да бидат дел од преговарачката рамка. Така што тој став ние го имаме од првиот момент до денеска, но за жал ставот кој што го има другата страна е сосема поинаков, а тој став е таков поради екзибициите и капитулацијата на претходната влада на СДСМ и ДУИ и преговарачкиот тим воден од губитникот од Чаир. Првиот и вториот протокол се документите кои ги потпишаа поранешните министри Димитров и Османи во 2019 и 2022 година. Вториот според владата се смета за попроблематичен поради преземените обврски со него, да се спроведат уставните измени за да се отвори патот за пристапни преговори со ЕУ, да се охрабри мешовитата историска комисија да забрза и да постигне јасни резултати, а вклучени се и образовни прашања и спречување на говор на омраза меѓу двата народа. Неодамна во само интервју актуелниот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека според него овој протокол е обичен записник од средба и не создава никакви правни обврски за Македонија.